Почитувани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Вчера и денес станавме сведоци на неколку нови негативни феномени кои што говорат за профилот на Социјалдемократскиот сојуз и фактот дека ниту се промениле овие луѓе, ниту можат да се променат. Прво ги гледаме денеска како се фалат дека почнале додат по селата, но фалејќи им се испушти и кажа дека првпат го прават тоа. Замислете, после 20 години во политиката и просечна животна старост од 45 години, тие се фалат, првпат отишле во село и дека првпат јаделе комприманче. Ова е доказ за елитизмот на Социјалдемократскиот сојуз, дури и кога им одат дома со вакви изјави, ги навредуваат луѓето, ги потценуваат, дури и собствените членови каде што го поминуваат денот, заборавајќи да им кажат во колку квадрати и каде тие живеат. Второ, ги видовме во неколку куќи на своји членови, како зборуваат за земјоделие, за субвенции, за пензии, за плати во администрацијата, и без око да им трепне дека во минатите недели повеќе членови на високото раководство на Социјалдемократскиот сојуз и пратеници отворено и јасно и гласно се залагаа за намалување на пензиите, за намалување на субвенциите во земјоделието, за намалување на социјалната помош. Им кажаали на луѓето во околината на Струмица дека додека се во Скопје се залагаат за намалување на пензиите, субвенциите, им кажаали дека тие дадоа само 6 милиони евра субвенции наспроти ние кои што дадовме 130 милиони само во една година. Или когодат кај нив тоа го премолчуваат. Зар мислите дека овие луѓе не разбираат и не се сеќаваат? И ова е дволичност и потценување. Трето, Бракон Црвековски им кажа во еуфорија и драматика дека ова лето нема да си отиде дома. И знаете ли што се случи? За само еден час, за само еден сат после митингот, Бранко Црвековски замина директно дома во Скопје. Еден сат не му држеше зборот на овој човек. Ни еден сат. И ова е дволичност и потценување. Базирани на една стара реторика, која не кажува ништо конкретно, туку само користи бледи фрази. Четврто, вчера се подсмеваа и противат на легализацијата на тракторите, на легализацијата на објектите на фармите, на распределбата на земјоделското земјиште и ги смеваа сите мерки кои владата ги прифати по барање на земјоделците, а когодат по целата тоа го премолчуваат. И ова е дволичност и потценување. 20 години го гледаме истиот Социјалдемократски сојуз. Нити го менуваат однесувањето, ниту ги менуваат фразите и говорите. И вчера од Црвенковски го чувме сето она што го слушавме 20 години. Бранко вели: реки народ, а едва собра 4000 лица, од кои 2000 ги донесе на сила од Валандово, Кавадарци, Неготино и Радовиш, со точно 45 автобуси, а другите 2000 под притисок од школите, комуналните предпријатија под контрола на Заев. Бранко вели дека судбината ќе ја земел во свој раце. Не вели дека пак ќе покажеле и докажеле како се води држава, дека враќањето назад немало, дека сигурно ќе победат, истите работи кои што 20 години наназад ги слушаме на секој митинг на Црвенковски и истите работи во кои нема никаква суштина, никаков предлог, никаква идеја. Како лента да готнал човекот. Во 12 мерки, колку што Социјалдемократскиот сојуз нема низ целата своја историја, ние предложивме само во еден ден. А да не зборуваме за останатите над 2000 проекти во изминатите 6 години. Додека вчера излегуваат земјоделците, студентите, пензионерите, експертите, граѓаните ги поздравуваа мерките на владата на Република Македонија, што ги усвои во вредност од 115 милиони евра, мерки со кои директно вработуваат 10.000 лица, а ќе опфатат над 50.000 семејства. СДСМ остана осамен да ги критикува.